Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Собранието денеска ја одржува првата пленарна седница по завршувањето на локалните избори. Пред почетокот на 70-та седница, премиерот и министрите 2 часа одговараат на прашања од опозицијските пратеници. Во предпладнето се најавува иницијативи од опозицијата за анкетна комисија за трагедијата во Кочани. Одиме во собранието во живо. Таму е Катерина Нешкова. Кате, стигнали предлозите од опозицијата за анкетни комисии? Формално се уште нема иницијатива за формирање на анкетна комисија која што ќе ги испитува околностите околу трагедијата во Кочанската дискотека Пулс, но јавно веќе може да се каже дека пратениците во мнозинство изразуваат волја за вакво нешто, иако иницијативата првично потекнува од самата опозиција. Имено вчера лидерот на СДСМ преку Фејсбук информираше дека на координација пратеничката група на СДСМ се договорила да ги слушне барањата на родителите на починатите од кои во саботата упатија јавен повик и доставија писмо за формирање на ваква анкетна комисија. Аз лично на него и лидерот на Левица Апасиев на Фејсбук најави дека како председател на анкетната комисија за човекови права ќе свика седница на која што ќе се расправа овој случај некаде на почетокот од декември. Денеска и пратеникот Мециновиќ од неговата партија потврди дека ваква седница ќе има, а дека се расположени и за посебно адхок собраниско тело, анкетна или надзорна анкетна комисија или надзорна расправа за случајот во Кочани. Власта засега вели дека и покрај тоа што не се за политизација на овој случај, имајќи предвид дека судењето започнува утре, сепак ќе прифатат во парламентот да се расправа за вакво нешто, но велат дека во ова анкетна комисија која што ќе расправа за трагедијата во Кочани ќе треба да се позанимава и со останатите трагедии кои што се случија изминатиот период, а за кои сметат дека немало никакво ниту политичка, ниту кривична одговорност од повисок профил, како што се оние случаеви со пожарот во модуларната болница и автобуските несреќи Дурмотурс и Беса Транс. Во продолжение ги гледаме ставовите на Левица, но и на ВМРО ДПМН за прифаќање на ваквата анкетна комисија. Почетокот на декември ќе биде свикана комисијска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев. Ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани. И на оваа седница ќе присуствуваат иницијаторите на оваа представка, тоест подносителите на оваа представка, така што овие родители ќе бидат присутни на оваа седница каде што ќе се разгледува нивната представка. Имаме надеж дека ќе се случи надзорната расправа или посебна анкетна. Сметаме дека условите се зрели, сметаме дека и сите објаснувања кои ги има досега пратениците од владачкото мнозинство зошто треба тоа да се почека, сите се истрошени. Дојдени сме во момент каде што нема оправдувања и затоа искрено се надевам дека ќе успее оваа потреба општествена да го организираме ова каде потврлили институциите, да видиме, за да можеме во иднина да спречиме да постојат времено темпирани бомби во нашето општество каде што можат да настрадаат нашите. Видов дека утре ќе започне судењето за оваа трагедија и ние соопштивме дека треба прво да почекаме да заврши судењето, па потоа да влеземе во ваква операција. Но со оглед на тоа дека вчера и СДСМ и Левица укажа на тоа дека ќе поднесат такво барање, ние таквото барање ќе го прифатиме, но веќе кога разговараме за една ваква тема за која што ние исклучиво кажуваме дека е злоупотребувано за некрофилско добивање на политички поени, треба ваквата анкетна комисија да биде проширена и за сите други трагедии за кои што нема ни кривична, ни човечка, а на политичка одговорност.
Па треба во собранието да се постават прашања и за модуларната клиника, треба да се постават прашањата и за тоа како одредени превозници кои што немале лиценци и покрај тоа што 60 на пати ја поменувале државната граница доведоа до тоа да изгорат живи луѓе, за Дурумотурис и сите оние трагедии кои што го знајде овој народ. Така да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност. Така, веќе чувме дека судењето за трагедијата во дискотеката Пулс започнува утре. Во оваа трагедија животот го загубија 63 лица, околу 200 беа повредени. Првото рочиште е закажано за 9:30 и ќе се одвива во посебната судница во затворот Идризово, и тоа под засилени безбедносни мерки и со присуство на лекарска екипа. Случајот опфаќа 38 обвинети. 35 од нив се физички лица и 3 правни лица. Постапката ќе се води со темпо од 2 рочишта неделно согласно претходно договореното. Со тоа што процесот ќе го води судиката Дијана Груевска-Илиевска, додека тимот на обвинителството ќе биде проширен со дури 15 јавни обвинители за да нема никаков застој. Помеѓу обвинетите се сопственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедувањето, државни службеници, па дури и поранешни министри. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност, меѓу кои сериозни пропусти во организацијата на обезбедувањето на самиот настан. Тој е од прилика околу самото судење. Како што веќе кажав, тука во парламентот ќе започне со работа, барем според она што јавно го изјавуваат пратеничките групи, и посебна анкетна комисија која што ќе се занимава со овој случај. Кате пред да почнат вестите, собранието беше во пауза, дали веќе почна она седница каде што се најавени опозицијските прашања? Па, според она што можам да видам, дека се уште не е почната седницата, некаде се очекува за 10 минути, всушност да почне она вистинска расправа. Се работи за прва работна седница во парламентот, на која што првите 2 часа треба да бидат посветени на прашања кои што доаѓаат од опозицијата. Како што можам да видам, премиерот и членовите на владата се во салата, значи се присутни и се подготвени. Меѓутоа, левица вообичаено на почетокот на која седница бара по 1 час пауза со барање да им се одговори нивното барање за пристап до јавна информација околу патните трошоци на пратениците. Нешто од одговори, според најавите на левица, велат дека не се задоволни од одговорите кои што досега ги добивале на овие прашања, и поради тоа секогаш се одложува почетокот. Остануваме тука во парламентот за да ги чуеме и опозицијските пратеници, но и одговорите на министрите за тоа што ги интересира пратениците, меѓутоа и јавноста. Да, Кате, остануваш во собранието, ти благодарам за сите информации. Беше тоа Катерина Нешкова. Комисијата за прашања на изборите и именувањата денеска го почна процесот на интервјуирање на кандидатите кои се пријавија за да бидат нов председател на антикорупцијската комисија. Целата постапка доаѓа откако претходната председателка си поднесе оставка откако беше осомничена за вмешаност во случајот Адитив. За незиното место првично се пријавија 12 кандидати, а по првичната селекција останаа 10 кои сега одговараа на прашањата во собранието. Веќе е составена и комисија од пратеници и представници на граѓанскиот сектор која ќе ги рангира кандидатите. За тоа има рок од 3 дена, пошто комисијата својот предлог ќе му го достави на собранието. А Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска ја почнува расправата за предлог буџетот за идната година, сега во второ читање, на која ќе ги разгледува поднесените на 200 амандмани. Во текот на општата расправа, која заврши вчера, пратениците од владеачкото мнозинство изнесоа ставови дека предложениот буџет е реален и развоен, додека опозицијата беше на ставот дека новиот буџет нема да го подобри стандардот на граѓаните и услугите од државата. Со предлог буџетот за идната година економскиот раст е проектиран на 3,8%, инфлацијата на 2,5%, а буџетскиот дефицит на 3,5% од бруто домашниот производ. Вкупните приходи се проектирани на нешто под 6,1 милиарди евра, а расходите на над 6,7 милиарди евра, што значи дека ќе имаме буџетски дефицит од околу 650 милиони евра.
Министерот за надворешни работи на Германија Јохан Вадефул вечерва ќе престојува во Скопје во рамки на неговата турнеја во земјите од Западен Балкан. Според најавите, тој ќе оствари средби со премиерот Христијан Мицкоски и со шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Во Министерството за надворешни работи ќе се одржи и билатерална средба на двете делегации. Вадефул ја почна 3-дневната турнеја во неделата од Сараево, а вчера беше во посета на Белград, каде што имаше средба и со председателот Вучич. Во Скопје доаѓа од Приштина. Германското Министерство за надворешни работи во соопштение наведе дека Берлин останува целосно посветен на европската перспектива на Западен Балкан и дека тоа го потврдува турнејата на Вадефул. Ветеното го реализиравме, од вчера официјално започна аплицирањето за набавка на електронски уреди. Студентите ги добиваат ветените 250 евра или 15.300 денари за набавка на електронски уреди, лаптоп, таблет или персонален компјутер, соопшти владата. За студентите се издвојуваат 850 милиони денари од буџетот. Со оваа мерка директно им помагаме на сите семејства и ги олеснуваме трошоците за студирање. Студентите ќе можат да аплицираат до 20 декември, додека пак подигањето на ваучерите ќе можат да го реализираат до крајот на годината. Условите за аплицирањето се објавени на веб-сајтот на владата, се наведува во соопштението. Алармот е вклучен, дојдено е време да се стави крај на понатамошното фабрикување на дипломи, наместо фабрикување на квалитет, порача денеска од Стопанската комора. Извршниот директор смета дека по примерот на дуалното образование за средношколците, потребни се реформи и во високото образование. Во дигиталната ера стопанството бара брзи текови и образование кое ќе понуди конкурентна и соодветна работна сила. Министерката за образование вели дека стручното образование во Македонија станува една од најсилните алки. Од една генерација ученици 70% се одлучуваат за стручно образование. Драфт верзиите на Законот за квалитет во високото образование се готови и до крајот на месецот ќе бидат предмет на стручна расправа. Клучната позиција во која во овој момент ја имаме е да се пофалиме за она што е направено досега во делот на дуалното образование и целокупниот процес на реформите на средното стручно образование и да повикаме и да дадеме сигнал дека е време тоа да се направи и со високото образование. Што замераме? Замераме дека во Македонија имаме фабрикација на дипломи, многу малку знаење, повикуваме и ги повикуваме сите високообразовни институции да направат максимални напори, да го подигнат нивото на образованието како би можеле да одговараат на потребите на стопанството. Очекуваме дека ќе го користат искуствата од стопанството во делот на дефинирањето на своите курикулуми и она што се предава на универзитетите. И третото, очекуваме една навистина соодветна, независна акредитациона комисија во која ќе има и надворешни лица, која ќе го оцени вистинскиот капацитет на овој огромен број на високообразовни институции, која помалку го товари пазарот на работна сила и прави голема забуна. Од една генерација од 17.000 ученици, 12.000 се запишуваат во средно стручно, од кои 4.000 во дуални паралелки. Интересно им е и тоа е добро, затоа што преку работа, преку пракса успеваат да стегнат одредени и вештини и компетенции кои им се неопходно и дополнително државата ги стимулира со за дуалното образование со 1740 школарини. Значи, правиме се за да постигнеме успех, за да понудиме на пазарот на трудот соодветна работна сила, што генерално би значило задржување на нашите млади дома. Скопското обвинителство гони 23-годишникот Волково откако обезбедиле докази дека силувал 5-годишно девојче. Во временскиот период од мај до јули годинава обвинетиот во својот дом принудувал 5-годишно девојче на полови действија и се заканувал дека не смее да му кажува за тоа на незиниот татко, информираат од обвинителството. Заедно со обвинението, надлежниот јавен обвинител до судот поднел и предлог за продолжување на претходно веќе определената мерка притвор за обвинетиот, се вели во соопштението на Скопското обвинителство.
Секое пето дете во Македонија е жртва на сексуално насилство. Статистиката на МВР покажува дека за 4 години од 2020 до минатата година биле пријавени 508 случаи на сексуално насилство и вознемирување на деца. Надлежните предупредуваат дека е неопходна институционална соработка за разврска на сите случаи, но пред се подигнување на свеста за превенирање на насилството кај децата. Овој злостор се случува почесто отколку што ние сакаме да признаеме. Значи, насекаде во Европа 1 од 5 деца е жртва на некаков облик на сексуално насилство. А зад ова статистика е дете на кое што некој не му поверувал, не го слушнал или не му помогнал благовремено. Да се спречи оваа тишина е наша витална задача. Преку оваа кампања училиштата, градинките ќе ги препознаат знаците на злоупотреба, ќе зборуваат отворено за границите и за безбедноста и ќе разберат каде да се обратат ако нешто чувствуваат дека не е добро. Комисијата за спречување и заштита дискриминација нема поднесоци за сексуално вознемирување и сексуално насилство врз деца. Значи, можеби тоа е поради ниската свест во општеството или страво да се пријавува, но сепак оваа кампања ја има токму таа цел да го подигне нивото на свесност во општеството за постоењето на сексуално вознемирување и сексуално насилство. Интензивните врнежи од дожд кои од утрово ја зафатија Македонија веќе предизвикуваат проблеми во Тетовско. Центарот за управување со кризи информира дека се забележани проблеми со апсорбцијата на атмосферските и фекалните канализации во урбаните делови на градот Тетово. Ова, како што велат, доведува до задржување и создавање водени површини под подвозниците и надвозниците, поради што се апелира до граѓаните на зголемена внимателност, додека екипите се на терен и работат на надминување на состојбите. Прилепскиот тутунски комбинат денеска почнува со откуп на тутунот од годинешната реколта на 34 пунктови, најави вчера министерот за земјоделство Цветан Трипуновски при неговата работна средба во комбинатот. Се очекува цена меѓу 414 и 420 денари за килограм тутун од прва класа. Прилепскиот комбинат има договорено околу 2700 тони тутун за откуп. Останатите откупувачи се очекува да ги отворат пунктовите во наредните денови. Според проценките, годинава од македонските ниви се собрале меѓу 22.000 и 24.000 тони тутун, кој е со висок квалитет, со што, како што велат од Министерството за земјоделство, продолжува традицијата на квалитетно производство. Вкупно 41 семејство од ранливите категории доби покрив над глава во новата штипска населба Света Недела. Станува збор за социјални типски куќи кои општината, поддржана од проект на Европската унија, ги изгради за да им го реши главниот проблем на семејствата кои на истото место живееле во импровизирани услови. Од Штип се јавува Трајан Ристовски. Предадени клучевите на првите семејства кои ќе се вселат во типските куќи во штипската населба Света Недела. Ова е еден од најголемите проекти за социјално домување на општината во последните неколку години, со кои 41 семејства од ранливите категории ќе добие кров над глава. Ромските семејства кои со години живееле во дотраени, руинирани или импровизирани објекти, конечно добиваат можност за стабилен и безбеден дом. Новите куќи се со стандардизирана градба и обезбедена основна инфраструктура, што значи подобри услови, помал ризик за здравието и повеќе шанси за нормално секојдневие. Со преселбата ќе се растоварат и неколку атрактивни локации во градот, кои со години биле пренатрупани со импровизирани објекти, што ќе овозможи урбанистичко уредување. Исто време овозможуваме и иден развој на нашиот град во оние зони кои беа времено домување, некогаш повеќе од 15 години. Истите овие зони служија за времено сместување на овие 41 семејство, така да во периодот кој што следи, верувам дека ќе се изврши урбанизација на локациите кои ќе бидат исчистени од руинираните објекти. Семејствата што влегуваат мора да имаат начин да плаќаат трошоци за комунални услуги, за куќите да останат функционални, зашто во спротивно животните услови може да деградираат. Проектот се реализираше со поддршка од Европската унија и локалниот буџет и за оваа намена се издвоени 600.000 евра. За Сител, Трајан Ристовски.
Од Штип се селиме во Новосело, каде општинската администрација почна процес во кој ќе ги дигитализира сите општински услуги во оваа мала општина. Проектот кој се реализира на иницијатива на Министерството за дигитална трансформација треба да им обезбеди на граѓаните пристап до сите потребни документи во дигитална форма. Нашиот струмички дописник Зоран Ѓоргиев е на оваа тема. Општина Новосело започнува проект за дигитална трансформација преку кој сите општински услуги ќе бидат достапни во дигитална форма. Иницијативата се реализира со поддршка на Министерството за дигитална трансформација и е дел од пилот проектот за модернизација на локалната самоуправа и приближување на услугите до сите граѓани. Градоначалникот Ѓорѓе Божинов вели дека новите дигитални решенија ќе им овозможат на граѓаните да ги добиваат сите потребни документи и административни услуги само со неколку клика, без да доаѓаат физички во општината. Првите дигитални документи се очекува да бидат издадени на пролет. Во соработка со Министерството за дигитална трансформација сме една од неколкуте општини кои што ќе го имаат како пилот проектот комплетирање на услугите да бидат на дигитална платформа и да нашите сограѓани и тие кои што се тука, но и тие кои што живеат во странство, да можат со неколку кликови преку нивните персонални компјутери или мобилни телефони да ги добијат услугите кои што редовно мораат досега да дојдат лично во општината и да ги добијат документите. Паралелно, општината започнува и проект за отварање тренинг центри во основните училишта, со цел учениците од руралните средини да имаат еднаков пристап до современа IT технологија и софтвер базиран на вештачка интелигенција. За овој проект е предвиден буџет од околу 3 милиони денари. И веќе работиме на планирање на ефективна IT технологија во која што ќе биде имплементиран и софтвер за вештачка интелигенција, каде што ние како мала рурална општина сакаме нашите деца да ги припремиме за новото време кое што доаѓа и би сакале нашите деца кои што токму тука учат, тука растат да бидат малку над генералниот просек во државата и затоа сме спремни да инвестираме, планирани се некои од 2,5 до 3 милиони денари инвестиции во наредната година, што е значително голема сума, каде што ќе инвестираме токму во компјутерска технологија и софтвер за вештачка интелигенција. За полесен пристап до услугите, општина Новосело веќе отвори подрачна канцеларија на Министерството за земјоделие и подрачна канцеларија на матична служба. Наскоро ќе започне со работа подрачната канцеларија на Агенцијата за катастар, а во план е отварање на канцеларија на Министерството за труд и социјална политика, демографија и млади. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Вести од светот во избор на Марија Ников.